Почнуваме со емисијата, како што најавивме. Тука имаме двајца гости, млади гости, представници на подмладоци на политички партии, Илија Блажевски, подмладок на партијата Демократи, и Мила Петрушевска, подмладок на движењето Знам. Добре дојдовте во студио 10 на телевизија 24. Блажевски, ќе почнеме со вас. Како што кажав и во најавата, она што ги мачи младите луѓе во Македонија, тоа што ги мачи подоцна произведува тие да се иселуваат од државата, да ја бараат среќата во други држави, бидејќи не се гледаат иднината тука. А што е тоа што ги мачи, ние сега ќе разговараме, ќе се обидеме да детектираме. Па вас, еве вака како едно прво генерално прашање, што ви е вас впечатокот? Зошто младите се незадоволни во државата? Прво благодарам за поканата сеат да гостуваме на телевизија 24 за можноста. Прашањето околу иселувањето на младите се многу често, не само сега и последниве, 20 години. Зошто младите се иселуваат? Која е причината за сето тоа? Според мене причината е владењето на властите, континуирано што се случува овие не 20-32 години. Немањето на политика, визија за еднината, за младината, и голем дел од причините се големата неправда што се случува во државата, немањето на ефикасно образование, немањето на едноставно правен систем во државата. Ние, ако знаете, во нашата држава, би споменал дека која е аграрна земја, се помалку се луѓето млади луѓе кои што се занимаваат со земјоделие, а ние сме аграрна земја. Да, тоа рече се да нема. Мислам дека нема млади што сака да бидат земјоделци. Па сега последната информација говори дека просекот на години кои што работат земјоделие е 65. Што значи има над тоа. И тоа е поразително. А ние нормално треба, како ќе се исхраниме? Дали се мислили за тоа за 20 години напред, за 50 години напред, што би се случувало? Голем дел гледам дека од младите работат и во IT секторот. Мислам дека таа сега е најразвиена гранка во Македонија. Да, и некако најмодерна ми се чини тоа, и се гледа како најперспективна, да кажем. Најперспективна, меѓутоа пак ќе кажам, и тие, иако имаат големи плати, јас знам голем број на случаеви кои што заминуваат од нашата земја, и токму е тоа поради нефункционалниот систем овде во нашата држава. И не може да се соочат едноставно со неправдите кои што се случуваат во нашата држава. На секој план буквално. И едноставно патот го наоѓаат надвор од нашата држава, за жал, а тие паметни умови може да бидат овде и да создаваат, и нашата држава може да има голем бенефит од сите нив, од тие паметни мозоци, но за жал гледам дека политичарите во нашата држава, поготово и сегашната СДСМ, и ДПМН власт, и ДУИ особено, да, имаат визија за младите, меѓутоа за младите од нивните партии, кои што јас би рекол, јас лично ги знам, голем дел од нив кои што искрено јас сметам дека тие не се способни, не се за местата кои што се сега таму, не ги заслужуваат, меѓутоа они си прават некој гласачко тело, и тоа кој ќе гледат, еве да речеме, некој човек што е непристрасен, млад човек, он едноставно не може да го замисли тоа, нема волја да се бори, а патија влада е голема и решава да си замине. Да, да се ги спастриме своите. Петрушевска, ајде малку да видиме во пракса, значи да се ставиме во кожата. Мислам, вие нема потреба да се ставате, бидејќи вие сте млада девојка, да речеме, во таа категорија спаѓате. Доколку вие, например, се решите да се иселите, зошто би се иселиле? Бидејќи ова што го кажа Блажевски, интересно, постои еден феномен во последнава деценија, ајде јас би кажал, доколку порано луѓето се иселувале поради чисто економски причини. Сакаат поголема плата, поголем стандард, одат. Сега имаме феномен каде што се иселуваат цели семејства кои се добро стоечки, кои се овде со солидни плати, со солидни примања, со добар имот, со недвижнини, но сепак решаваат да си одат. Зошто е тоа така? Како вие гледате на тоа?
Првенствено благодарам за поканата и што сте единствен, можеби единствен медиум кој што го промовира гласот на младите. Јас би говорела од свој личен пример и од моја гледна точка. Зошто би се иселила еден ден ако се иселам, бидејќи практикувам да кажам дека сакам да останам тука во мојата татковина Македонија, бидејќи најлесно е ние сега сите да се иселиме. Треба тука да останеме и да се бориме ова парче земја, мало парче земја да го подобриме. Во глобала, зошто се иселуваат младите? Еве јас, како што кажав, би се иселила од проста причина што ако погледнете, ние зборам од името на студентите, бидејќи јас сум студент сега на мастер студии, немаме основни услови за студирање. Например, го имате државниот правен факултет Јустинијан I, каде што после секое паѓање на дожд ви тече од кровот. Тоа не се основни услови каде што можат студентите да студираат и да се образуваат. Потоа, втората причина која што би издвоила се партиските вработувања, како што напомена и мојот соговорник Илија. И самото тоа што кога младиот човек кој што завршил факултет, како да го завршил, во какви услови да го завршил, ќе се навратам од таа гледна точка што немаме основни услови, ќе го завршиме факултетот во ред и што потоа. Бидејќи сите работни места се пополнуваат не според квалификации, лични вештини и компетенции, туку според партиска книшка. И самата таа помисла утре младиот човек кој што ќе треба да се вработи, кој што е свесен, ги следи состојбите, ги знае, секој млад човек кој што има свој интегритет нема да посегне по такво нешто и да се понижи сами од себе на некој начин, туку едноставно ќе оди таму кај што е повеќе ценет и повеќе вреднуван. Со оглед на тоа каква е состојбата тука, нема да остане нормално. Да. И третата точка која што би ја посочила е тоа што владее нискиот стандард. Значи, работата на властите, кој да е партија на власт е да го подобри стандардот на оваа држава, а ние имаме константно паѓање на секоја можна анкета, каде што се наоѓаме како држава. И, например, еве, млад човек сум завршила факултет, и зошто да работам за, пример, 400-500 евра плата, кога можам во друга земја, ги практикувам да ви кажам европските земји, да имам 1000 евра, 2000 евра плата. И од тука затоа се иселуваат младите, што се недоволно ценети, туку и едноставно нискиот стандард си го прави своето. Да, ова што го кажавте е интересно во однос на тие фамозни партиски вработувања кои се разбира се случуваат, рече се случува во јавната администрација, во јавниот сектор, во јавните предпријатија, во акционерските друштва и така натаму, но има еден момент блажевски за кој многу малце ми се чини се разговара во државата, тоа е едниот момент е тоа самото партиско вработување или ова што го кажува Петрушевска во однос на квалификации, во однос на вештини, дека единствено партиската припадност е услов, но има еден момент за кој не се зборува, речиси, воопшто, а тоа е дека тие луѓе потоа не стекнуваат никакви вештини, никакви знаења. Да, тие добиваат некаква државна работа која најчесто е, да речеме, со договор на дело, па потоа чекаат 10 години да им дадат решение за вработување, но тие во сите тие години и децении не стекнуваат нови знаења, не стекнуваат нови вештини, тие буквално пропаѓаат додека не дојдат, интелектуално се разбира, додека не дојдат до некое ниво, ќе влезат во некое средно доба и ќе видат дека се веќе заглавени тука во животот. За тоа многу малку се зборува. За тоа дека јавната администрација кај нас можеби го гледаат луѓето и како престиж, но всушност не е воопшто така. Тоа е буквално убиство за интелектуалниот развој на еден млад човек. Ако сакаат они да развиваат вештини, они можат да се развиваат и во приватниот сектор.
Меѓутоа очигледно заклучокот би бил дека веројатно немаат капацитет да работат во приватниот сектор. Поради немање на тој интелектуален капацитет, они чекаат место во државната администрација. Или тоа го гледаат како нешто што е сигурно, што е безбедно, но го запоставуваат дело дека потоа нема да стекнат вештини и знаење. По мене искрено, јас од тоа што гледам, они таму не отишле за да стекнат вештини. Таму отишле само за да земат плата, како што вика, клати врата, земај плата, Да. и ништо повеќе од тоа. И јас искрено сега не очекувам од нив дека они нешто би сакале да се развиваат, за нешто да напредуваат во нивната позиција и нормално нели да работат за таа јавна институција да напредува исто така. Тие таму буквално, јас мислам дека освен само што одат на работа, а некои знаеме дека нели имаше 3000, околу 3 до 5000 луѓе кои што пред 10 години воопшто не ни одеа на работа Па од ДУИ. мислам дека се уште има такве, не се. Па да, тоа Не се се уште има, само ДУИ, тога беше официјално, Не се да. само ДУИ, има и други, но мислам дека се уште има. Да, се Не уште се има решени тие. и за жал не ми е јасно како може тоа да остане така. Да никој не превземе никаква одговорност, да рече чекајте луѓе, има луѓе буквално што седат таму или некои што не одат воопшто на работа, а зимаат плата, значи ги трошат парите на граѓаните кои што се даночни обврзници на оваа држава, кои што се трудат да речеме да направат нешто во приватниот сектор и ги плаќаат данок, за тоа некој да им го зима буквално со седење или неодење на работа. И после гледаме не функционира државата, па нормално нема да функционира. Бидејќи тие се таму поставени исклучиво за гласање. Тоа им е фактички една гласачка машинерија, кој што знаеме многу да не се повторуваме, функционира веќе со години наназад во нашата држава. И еве го гледаме тоа не само кај нас и во соседните држави, за жал. Веројатно тој популизам, тој менталитет кај Балканот е се уште за жал присутен и нашите условно кажано лидери успешно се справуваат со тоа, не размислуваат за тоа дека утре треба да речеме тие кредити кои што ги зимаат за јавната администрација дека треба да се вратат, дека ќе расте јавниот долг, меѓутоа тоа нив не ги интересира, туку не гледат визионерски, туку гледат како да го истераат мандатот, па што биде нека биде, за жал. А во исто време имаме недостаток во многу клучни области, имаме недостаток на медицинари, на медицински сестри, на друг персонал, исто и во други критични области, значи каде што поштари немаме, каде што државата вели немаме пари да вработиме, Министерството за финансии не дава пари, но даваат пари на луѓе кои седат дома, како што велите, и примаат плата. Абсурдите се неверојатни. Петрушевска, каде да видиме малку по области. Вие сама го спомнавте образованието, но гледаме дека не е само високото образование. Значи проблемите почнуваат од, ајде да не се навраќаме до градинка, но од основното, каде што, еве, не знам, 2 години нема учебници. Значи имаме состојба која е повеќе абсурдна да немаме учебници поради, не знам, пропаднал еден конкурс, пропаднал втор, тендер немало кој да ги напише, немало кој да ги рецензира, што ти ја знам, но децата немаат учебници, а министерот за образование вели, јас не се чувствувам одговорен за тоа. Мислам, не знам колку, тоа е абсурд над абсурдите, нели? Но потоа одиме со средното, каде што повторно низа на проблеми, до високото, каде што вие начнавте студентскиот стандард, студентските обруци, студентските домови. Значи, целиот тој образовен процес е мачен во земја. Така. Јас би сакала само накратко да се надоврзам на мојот соговорник Илија, па потоа да продолжам на тема образование, бидејќи има доста што треба да се елаборира. Јас мислам спротивно, бидејќи сметам дека треба да има вработување во јавниот сектор, односно во јавните институции, но проблемот во вработувањето во јавниот сектор е тоа што во јавниот сектор се вработуваат луѓе според балансерот, а не според квалитетот. И тука имаме отсуство на квалитетни кадри. Со само тоа што мора еве сум гледала по многу јавни огласи каде што според програмата на тоа предпријатие предвидено е да се вработи
од таа и таа националност. Значи, тебе тоа ти е предиспозицијата да се вработиш во јавен сектор, а не, например, предиспозицијата ти колку просек имаш на факултет, дали поседуваш, например, некоја лична, значи, вештина или компетенција, не, туку тоа е таа предиспозиција. И тоа не е само, тоа е формалниот дел, а позади таа националност постои плюс и партиска припадност. Така. Не е само она што не се гледа плюс, нели? Така, јас можам слободно да кажам утре во името на движењето знам дека доколку дојде на власт, првите 200 студенти со најдобриот просек, доколку тие сакаат да работат во јавни институции, нормално дека ќе бидат вработени. Значи, како што напоменав, не според балансерот, туку според квалитетот, без разлика од која националност да е, студентот, ако има добар просек, не треба да седи дома. И таков млад човек, млад кадар е потребен во јавниот сектор, во јавната институција, а не некој што сменил 10 гарнитури на власт. Во однос на образованието? Во однос на образованието, да почнеме од основното образование, нели, уште од мали, уште од деца не учат дека училиштето е нашиот втор дом. И учителката е нашата втора мајка. Како што обврска, например, на моите родители е мене да ме воспитаат дома, да ме научат на култура, така обврската на учителката во основното образование е да ги научи децата, да им пружи знаење. Но тие на какво знаење ќе им пружат кога пак се навраќаме на истата причина, односно истиот проблем, кога тие не се соодветен кадар тоа да го пружат. Бидејќи проблемот, односно јадрото на корупцијата започнува уште од тука. При вработување исто така во училиштата. Потоа се учебниците кои што ако не доцнат, ќе се погрешни. И тоа се, според мене, двата клучни проблеми кои што мора да се искоренат, бидејќи ние во регионот сме најслаби според PISA тестирањето, колку тоа се всушност писмени, нели, децата. Како може да бидат писмени кога нема соодветни кадри да ги научат? Значи, како да се вртиме еве проблемите и со немањето учебници, каде што тоа цело време институциите таму, Бирото за развој на образование, Министерството, ја префрлуваат топката од едни на други, или ова за вработувањето на наставниот кадар, за квалитетот на учебниците. Како и да вртиме, се враќаме на тоа, на нестручност, партизација, корупција. Блажевски, проблемите во образованието, како што кажавме, тоа е нешто со што децата прво се соочуваат. Тие, значи, тоа е нешто што е прв нив печаток кога полека влегуваат во општествените текови. Ние како политичка партија Демократи во нашата програма ставивме и ќе ставиме голем акцент во преизборната програма за наредните избори. Значи, нас во образованието не само што ни требаат реформи, туку ни треба тотален рестарт. Образованието е една, како да кажам, клучна алка во секој систем, во секоја држава, бидејќи ако е добро образованието, ние понатака ќе произведеме и добри лекари, научници, добри луѓе, да речеме, професионалци во безбедносниот сектор и така натаму. Да не ги набројувам. Меѓутоа овдека, како намерно да не се става акцент на овие работи, намерно да не сака да се реформира образованието, бидејќи имам впечаток дека тие сакаат да имаат население кое е неписмено, а кога имате неписмено население, можете лесно да го контролирате и пак се врте околу тоа да го користите во изборите со некои ефтини политички трикови, да ги придобиете и бидејќи нема развиено доволно интелектуална свест, тие може да го шетаат како сакаат и они да владеат. Затоа јас лично и нашата партија сакаме да го смениме тоа и ќе го промениме. Граѓаните веќе препознаваат и им е доста веќе од ваквото владење, од
неправдите кои се случуваат. Они ги гледаат сите овие случувања и во образованието, како што кажувате, нема учебници. Тоа е катастрофа. Како може да нема учебници? Истиот тој министер Етон Шакири ветува дека ќе има и дека ќе поднесе одговорност доколку нема. Еве, нема пак учебници. Тој вика дека он не е одговорен, он се занимава таму со некоја паралелка на албански што требало да се отвори во Чашка. И мене тоа ми е сосема, како да ви кажам, јас ги разбирам нив зашто тоа го прават. Меѓутоа граѓаните треба да се освестат и да сватат дека сите овие работи што ги прават се случуваат токму поради таа неодговорност. Ако некој поднесе одговорност за тоа што Етон Шакири на време не обезбедил како министер за образование учебници, за него треба да е поведена постапка и онда одговара пред законите. Меѓутоа кога гледате дека имате партизирано и судство, буквално ништо немате независно, он е свесен дека нема да одговара и затоа така тоа функционира. Меѓутоа, ние кога би дошле во позиција, а сигурно тоа ќе биде во наредниот период, следејќи како граѓаните реагираат, ние тоа мора да го санкционираме, бидејќи ако не се санкционира тоа ќе продолжи во иднини, тоа ќе оди во недоглед. А тоа на граѓаните не им одговара и баш тоа ќе придонесе за дополнително иселување на младите. Па да, Комисијата за заштита од дискриминација дури најави тогаш и тужба против државата за тоа што не се обезбедуваат учебници за основните, бидејќи тоа е едно од нивните права во образовниот систем, тука државата ги дискриминира нив. Петрушевска, во поглед на високото, вие го начнавте тоа самата, го кажавте во поглед значи на условите за студирање, како што велите на правниот факултет во Скопје, покривот прокиснува кога врне, што е навистина катастрофа една. Но гледаме дека и тие високообразовни институции тонат на рангирањата на светските универзитети, докато порано имале некакво место кое било, ајде да речеме, задоволително, веќе не се ни рангирани Универзитетот Свети Кирил и Методи, да речеме, или останатите државни универзитети. Значи, во поглед на студентскиот стандард, власта исто така вели дека обезбедила за студентите 140 денари за оброк секој ден, но при тоа студентските домови се исти, не се реновирани, знаеме тамо какви се условите. Тоа е, значи, високото образование кое треба да веќе тие млади луѓе да ги претвори во интелектуалци некакви, ајде да речеме, на крај, сето тоа е некако многу понижувачки за нив. Темата студентскиот стандард е тема која што можам комотно да зборам од лично искуство, бидејќи во академската 2022-2023 година бев претседател на студентско собрание и сум имала директни средби со министерот, со пратениците и во собранието, потоа и во Министерството за образование и наука. И уште чувам одредени документи кои што би сакала сега да ги презентирам, меѓу кои акцијски планови, што се е завршено, што треба да се почне, со рокови, со се. А еве ќе помине и втората година, како што кажав, тоа беше 2022, сега ќе бидеме 2024 година. Ниту има почнато реконструкција на студентските домови, ниту па се планира да започне, бидејќи очигледно нели како секоја смена на власта ќе пропаднат сите предвидени проекти, тоа ќе им е воедно изговорот зашто ете утре немаме реновирани студентски домови. Вела од владата дека е реновирано едно крило во студентскиот дом Гоце Делчев во Тафталиџа, ми се чини. Тоа е. Мислам дека тој дел е приватизиран, што е реновиран и не е направено од државата. Добро. Инаку кај студентските домови, ова е изјава од МОН, каде што вела дека во рамките на проектот за енергетска ефикасност на студентските домови, кој предвидува целосна реконструкција на сите 9 државни студентски домови, веќе е започната постапка за избор најповолен изведувач на градежните активности се очекува да заврши до крајот на 2022, истакна од МОН. Ова е период од ноември-декември, значи крајот на 2022 година. Оттаму додава дека се обезбедени 20 милиони евра заем преку Германска развојна банка и дополнително уште 4 милиони евра грант, финансирани од Европска унија за реконструкција на студентските домови во Македонија.
Во меѓувреме, ова се, како што кажав, заеми грант од Европската Унија. Во меѓувреме има предвидени буџетски средства кои што се во висина од 25 милиони евра за реконструкција. Значи предвидени и за 2022 и за 2023 година. Јас директно го поставив прашањето каде одат тие пари на тие средби. Па ние мораме да добив одговор дека тие мора да исплаќаат плати на вработените, да набавуваат храна, хигиеничарки. Јас на тоа им само реплицирав, мислам, срамота е да се лажеме, бидејќи вие да набавувавте храна, па барем квалитетна ки има студентите храна да јадат. Немаше да има труење, немаше да имаме ладна вода во 21 век, а нели се декларираме како земја членка на Европска Унија. При тоа, например, студентските... Кандидат. Да, кандидат за членство. При тоа, например, нели студентскиот дом е правно лице. Секое правно лице поднесува извештај до собранието за финансиската состојба. Тие во тие, значи извештаи што ги прават, може да напишат дека набавуваат кавијар за студентите. А ние во реалност да имаме... Интересно е што за тие 20 милиони евра грант обезбеден од Германска банка нема никакво објаснување што се случува за тие пари. Така. Иако е поставено тоа прашање неколку пати до Министерството, не се знае. Блажевски, сето ова полека не носи кон рак раната на нашето општество, тоа е корупцијата. За корупцијата ми се чини дека можеби дел од граѓаните веќе реагираат со тоа што не реагираат. Премногу изгледа дека премногу често го слушаат тој збор, тој термин, па им е веќе одомакенет, не гледаат на тоа малку по-суштински, но голем дел од луѓето не сваќаат колку корупцијата всушност влијае врз нивните секојдневни животи, врз квалитетот на образованието, здравството, во сите општествени сфери, бидејќи не е корупција само мито, како што го замислуваат, можеби тие, дека на некого да му даеш пари нешто да заврши, тоа е многу еден поширок поим кој целосно го пореметува општеството. Корупцијата е точно, сега како што кажавте, рак рана на нашето општество. Корупцијата во нашата држава почнува од функционерите. И сега кога ќе видите вие дека повисоките ешалони на власта прават и вршат корупција и не одговараат за тоа, ни немаме политичар што одговарал за корупција, тогаш почнува од портирот, кој ќе види дека нагоре овој не одговара, си размислува дека и он дека тоа треба да го прави, бидејќи овој не одговара, дека и он може тоа да го прави. И тоа така си иде степен по степен и така се создава таа рак рана. Меѓутоа не оди тоа од портирот нагоре, него оди од функционерот па надоле. За жал. Тука имаме безброј коруптивни случувања наназад низ годиниве и ние немаме никаква правна разврска. Ние имавме случај еден куп со бомбите, тогашната опозиција, сегашната власт, од кој знаеме дека голем дел од тие пропадна. Одговараа некои како Јанкуловски, Јанакиевски, некои од тогаш министри, меѓутоа тие главните организаторите на сета таа, како што нарекува Европска Унија, заробена држава, баш тие не одговараат за ништо, буквално, и тука се создава тој гнев кај народот, таа апатија, кога мислеле дека нешто ќе се промени, меѓутоа ништо не се случува. Еве измените на кривичниот законник како да беа капак на сето тоа. Значи и оние процеси кои беа во тек, кои со години се влеча, сето тоа се амнестираше како одеднаш. Ние како партија имавме и први протест за тоа пред собранието на Македонија. Тоа е едно такво случување од државата каде што да случеше во Франција, претпоставувате што би се случило. Меѓутоа кај нас некако тука е народ свамно, како што кажав, во апатија, да буквално не реагира, како да нема волја едноставно за тоа. Меѓутоа ние мора да ги поткренеме граѓаните и да сватат дека промената почнува од нас, од граѓаните. Вие замислете, се носи закон каде што функционерите нема да одговарат или ќе одговараат 1 до 3 години, се намалува законскиот период за вршење кривични дела за време на вршењето на таа функција. Опозицијата ДПМН
наводно е против тоа, а оди таму им обезбедува кворум. А после кажува тоа колку се они тоа против тоа и се до тоа, меѓутоа оние им прават кворум. Зашто го прават тоа? Еве директно прашање до нив. Еве јас лично, од лично искуство, јас имав поднесено представки во внатрешната контрола на МВР против двајца полициски службеници од полициска станица Драчево во 2022 година во март. Дојде до судска разрешница, кај што минимумот за примање мито, затворската казна е 4 години. Они добија 2 години во основниот суд и при тоа еве сега ден денеска ги гледам се шетаат. И нема никаква одговорност. Дури едниот е унапреден. И како ние да очекуваме, ете од мојот личен пример, како јас би очекувал дека нешто во државата ќе се менува, па нема да се менува. Ама знам дека промената почнува од нас. И затоа сум се вклучил во политиката. Исто зашто знам дека само преку политичка партија, сега мојата политичка партија Демократи, сваќам дека само тоа е единствената алатка на кој што можам да се спротивставам на таквите работи кои што случуваат во нашата држава, бидејќи јас гледам дека многу невладини организации, знаете и вие сте присуствувале сигурно, само зборуваат колку е корупцијата голема, нудат решенија како тоа би се направило за да се намали корупцијата на едно пониско ниво. Меѓутоа немаме никаква имплементација, бидејќи тие извештаи само ги даваат на владата и владата нормално воопшто не ги ни разгледува, директно ги фрла во корпата. Бидејќи сваќа дека тие се невладини, не може ништо против тоа. Јас ги поздравам сите невладини кои што се борат за правда и за борбата против корупцијата, меѓутоа факт е дека не можеме преку тоа да се бориме, мора да се избориме ете преку политичка партија и јас верувам дека во наредниот период ќе се случат промени во нашата држава, бидејќи ова што се случува сега е катарза, ова е мислам дека веќе стануваме Колумбија на Балканот. Вие го видовте и последното случување, ја спомнам со Вања и со Панче Жежовски. Па пред тоа и пукањето во Изгейт. Ние сме министерот вели Олија Спасски дека сме безбедна држава, дека се намалил криминалитетот. Како се намалил кога имате во сред Скопје во Изгейт пукање, имате грозоморно убиство кој што нели осомничен е лидер на партија, што да се преиспита како тој имал исто кривични дела пред тоа, не бил буквално ништо не бил санкциониран, бил оставен така, имал низ за кривични пријави и он е на слобода. И он си дал веројатно до знаење дека па добро, јас ќе правам што сакам. И тоа ќе им даде потик и на други. Што правиме со тоа? Ни треба да се зафатиме со, кажав, не реформи, рестарт на нашето општество. Бидејќи ова што се случува е стварно нешто невидено. Јас мислам дека, верувајте, мислам дека сме полоши од Косово, која што е многу млада држава. Па да, по некои параметри стануваме и полоши, за жал. Петрушевска, во поглед на сето ова што го збориме сега на крај, да направиме едно резиме. Што може да се направи? Што треба да се направи? Значи се зборува од имаме радикални решенија од комплетен ресет на државата, на сите институции, до предлози за реформи во разни области, но гледаме дека ние тие реформи како сите овие 30 години како да правиме некакви реформи, но работите не се подобруваат. Очигледно е дека постои проблем. Исто така ние, оно што цело време се потенцира, ние закони имаме, но не се спроведуваат. Значи, имаме проблем во функционирањето на системот, како тоа да го смениме? Во општеството кое што го такво како што го направија моменталните власти, владе тотална аномија, односно беззаконие. Благодарејќи на сегашни функционери. Бидејќи, како што кажавте, закони постојат, но немаме нивна имплементација, бидејќи немаме квалитетно и независно правосудство. Во погледот на корупцијата накратко би кажала неколку примери, од лични примери, без да се осврнувам на дневно политички теми. Значи, реалниот пример е еве како што ги кажав цифрите за реновирање на студентските домови, што е тоа ако не е корупција, бидејќи каде се тие пари. Втор пример ми е за картичкиве за студентските оброци. Значи, јас присуствував на таа средба во МОН, каде што директно со министерот и представници од Комерцијална банка
наводно бидејќи само комерцијална банка може да изработи такви картици, договоривме тоа да биде на картици оброкот, зголемен само на картици. После некој период, односно после неколку месеци од тоа, гледаме дека Шпарка се банка ги изработува тие картици. Значи, еве, директно јас ги прашувам дали ви беа поблиски луѓето од Шпарка се, а не дека реално, например, комерцијална, не дека нема услови, не дека не е квалитетна и така натаму, туку ви беа од Шпарка се банка поблиски луѓето за да им го доделите тендерот. Трета работа која што, еве, според исто така мој личен пример кој што сум го видела, е темата за превозот на студентите. Значи, пред 2 години, јас прва, бидејќи како претседател на студентско собрание, барав бесплатен превоз за сите студенти во главниот град. Значи, зборувам за меѓуградски превоз. И за приватните универзитети, и за државните, бидејќи студенти од државни факултети имаат само бесплатен превоз, од приватните универзитети студенти немаат бесплатен превоз, а сега гледаме дека дури се доделуваат и ваучери за меѓуградски превоз. Значи, вие прво не сте ја решиле проблематиката во градскиот јавен превоз во Скопје, а сега пред избори доделувате ваучери за меѓуградски превоз. На некој начин, мене што сум се борела за тоа, ми ја вреди интелигенцијата. Што е тоа ако не е еден елемент на корупција и на подкуп. И првото нешто кое што движењето Знам како сега политичка партија се залага е тоа првото основно владење на правото, бидејќи владењето на правото како лекција се учи уште во првиот семестар во прва година на правен факултет. И срамота е сега, бидејќи се декларираат како доктори, како магистри, да постапуваат во реалност така. И еден од условите за учество во владата од страна на движењето Знам ќе биде, значи, кривичниот законник да се врати на старо. Бидејќи ние не можеме да зборуваме за спречување на корупција, мислам можеме да зборуваме, бидејќи гледаме дека тоа е актуелна тема, дека се прават конференции, настани, но што потоа откако ќе заврши тој настан или конференција? Реално ништо. Во пракса, значи, потребно е да ги вратиме старите казни кои што убави казни се предвидуваат, не вака да има помали казни, бидејќи на тој начин вие правите тешки дела со тоа што го штетувате буџетот на Република Македонија. И најлошо од се, како за крај ќе кажам, најлошо од се тоа што сега за измениве што се на кривичниот законник, позицијата направи кворум. Да не направеше кворум, немаше да сега да се измени кривичниот законник. И таква атмосфера владе во општеството каде што нели се предпоставува дека истите тие утре ќе ја превземат власта. Значи, народот мора да се освести, да ги гледа реално работите и да излезе од комфортната зона, да гласа за други, нови, свежи луѓе кои што ја преземале таа иницијатива. Еве, например, како мене, што седам тука, значи сум се вклучила политички и сакам да ги променам работите, а не да гласаат, например, ако не се едните, ќе се другите. И несвесно така владе таа атмосфера на апатичност и на година веќе 30 години. Значи, едните, ако не се едните, ќе се другите. Едните ќе панат власт, другите ќе дојдат, демек подобро ќе работат и ќе ги сменат работи од претходната власт. Не. Значи, многу е тоа тешко сценарио, вие да поправате, да бидете хаусмајстор на некој начин на претходната власт. Многу е полесно вие од почеток да почнете, еве, например, било какови проекти, ме разбирате што сакам да кажам. Значи, тешко е вие да ги поправите работите, треба од почеток да се сменат работите со тоа што нови луѓе ќе дојдат на сцената, кои што не се искварени, имаат желба за да ги поправат работите. Нема да седнат утре на тие столчиња само за личен интерес и лична корист. Да. Добро, Блажевски и Петрушевска, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Еве да се надеваме дека барем нешто од ова што го кажавте ќе допре до ушите на граѓаните, но и до ушите на оние кои ги носат одлуките, па како што вие кажавте со вашиот активизам, како што вие се обидувате да смените нешто, нека се обидат
сите така мора да има успех. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на Благодарам поканата. и на вас. А вие, почитувани гледачи, останете со нас, како што најавивме. Сега ќе видиме една репортажа на колегата Сунај Сабриевски за великанот на македонската книжевност, наука и култура Блаже Конески, бидејќи денес е 102 годишнина од неговото раѓање, а потоа ќе продолжиме со дебатниот дел со Самка Ибраимовски.